Советот на град Скопје, како и советите на скопските совети се конституираа. Новоизбраните советници ветија работа во интерес на граѓаните и редеа многу приоритети на кои ќе се посветеле. Дали во приоритети има и штедењето и рационалното трошење на парите на граѓаните. Не е лошо во приоритетите да има и намалувањето на паушалите кои тие ќе ги добиваат. Од досегашната пракса, тој износ во зависност од општината се движи од 14 до 24.000 денари, и тоа дури и ако се одржи само една седница на Советот. Износот е голем, особено ако се знае дека во Советот на Скопје и во советите на останатите 10 општини има над 250 членови. Значи на нивните сметки годишно се исплатуваат приближно 1 милион евра само за паушали. Ако направат кратење од барем 30%, тоа ќе значи, на пример, многу повеќе пари за крпење на многу повеќе дупки по скопските улици, или купување на опрема за пожарникарите, или давање на награди за надарените деца и слично. Советниците се на потек. Наскоро ќе се види дали сакаат да го повлечат или овој приоритет ќе го заборават. Во аеродром се решаваат голем дел од проблемите кои што ја притискаат општината. Во меѓувреме, новоизбраниот градоначалник Дејан Митевски започна и проект Фискална едукација во основните училишта. Митевски изрази задоволство што токму општина Аеродром е прва во која започнува овој проект за фискална едукација на учениците најмладите. Целта е да се учат идните генерации на свесност за значењето на даноците и даночната култура. Сето тоа знаење започнува во образовниот процес. Градоначалникот изрази надеж дека тоа ќе вроди со позитивни резултати и искажа благодарност до УЈП и МОН за спроведувањето на овој проект за прв пат во основните училишта во државата. Отпуштањето на 500 вработени од јавните скопски предпријатија се уште е главна тема во Скопје. Многу вработени земале плата, а не оделена работа. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски имал работен состанок со представници на финансиската полиција за да се испитаат можните злоупотреби во работењето на повеќе градски јавни предпријатија. Тој воедно посочува дека во разговорите со надлежните институции побрал да се утврди не само индивидуална, туку и командна одговорност, односно покрај лицата кои земале плата без да работат, да одговараат и оние кои ги потпишувале исплатите, како и директорите што го одобрувале ваквото постапување. Денеска почна изградбата на мегапарк во Бутел. Планирано е запуштениот простор долж булеварот Христијан Тодоровски Карпош да прерасне во модерен и функционален зелен простор. Мегапарк со богати зелени површини, плоштад, детски катчиња, пешачки патеки и фитнес зони, со содржини наменети за сите возрасти, кој ќе се простира на површина од 8000 квадратни метри. Градоначалникот на Скопје најави дека наскоро ќе се изгради кружен тек на крстосницата меѓу улиците Бутелска и Александар Урдаревски, како дел од стратегијата за уредување на 50 критични крстосници низ Скопје. Дрогата е се поприсутна на скопските улици. МВР вели дека реагира соодветно, па така вчера полицијата уапсила лице од Скопје поради поседување и трговија со наркотични средства. На улицата Христо Татарчев во Кисела Вода при легитимирање и преглед на лицето СМ од Скопје биле пронајдени марихуана, дигитална вага и поголема сума на пари. При дополнителен преглед на неговото патничко возило, полицијата открила поголема количина марихуана. Со судска наредба бил извршен и претрес во неговиот дом, при што во подрумска просторија биле пронајдени големи количини марихуана и 2 дигитални ваги. Општина Центар утре пред муралот на Горан Стефановски во Девармаало, по повод 13 ноември, денот на ослободување на Скопје, ќе организира фестивал на Симити погача во срцето на Скопје. На хуманитарниот базар посетителите ќе можат да ја дегустираат познатата скопска Симит погача, препознатлив символ на локалната традиција, како и други домашни специјалитети подготвени од активот на жени пензионерки од Центар. Утре вечер во МНТ премиерно ќе се одигра представата Варвари, дело на големиот руски писател Максим Горки во режија на Владимир Милчин.
Импресивен е составот на актерската екипа која на сцена ќе ги оживее ликовите на Горки. Тони Михајловски, Никола Ристановски, Звездана Ангеловска, Владо Јовановски се дел од актерите што ќе настапат во представата. Делото Варвари за прв пат се поставува на театарска сцена во Македонија. Напишана во 1906 година, драмата на Горки се занимава со длабоки социјални и морални конфликти на почетокот на 20-тиот век во Русија, преку судирот меѓу старото и новото, традицијата и модерноста, човечноста и бездушниот технички напредок. Сојузот на спортови на Скопје по 55 пат ги додели наградите 13 ноември на спортисти, тренери, спортски работници и организации, кои изминатата година постигнале одлични резултати и придонеле за развој и унапредување на македонскиот спорт во различни категории. Наградата 13 ноември за најдобар спортист му беше доделена на еден од најуспешните македонски пливачи Евгений Попацев. Наградени беа и Кире Лазаров за најдобар тренер и работничкиот клуб Алкалоид за најдобра екипа.